Deca befme se zaljubivme i naverno se zakoravme. Dojde de noć, togo čekavme, nije dvajca da se zemime. Blažen Gospod što ne pogledna i bez srca ne odbegna. Stvori prsten da si stavi me, srekni dene svadba pravi me. Ajde milej da zagreme, naša pesma da razreme. Koji što slaga neka poveli, svo nas radost neka spomeni. Ajde milej da zapeme, naša pesma da razleme. Ko što slaga neka poveli, svo nas radost neka spomeni. Što se ljubevme, loši zboroj ne si rekov me. Denot sreken ke go pomni me, koga prv pat reče vagni me. Blažen Gospod što ne pogleda i dve srca ne odbegna. Stvori prsten da si stavi me, srekni dene svadba pravi me. Ajde milej da zapeme, naša pesma da razleme. Koji što slaga neka poveli, svo nas radost neka spomeni. Ajde milej da zapeme, naša pesma da razleme. Koji što slaga neka poveli, svo nas radost neka spomeni. Lile, lile, moja Liljano. Неговото искуство во ресторантот го натера да отвори своја кафетерија во градот Маркам, каде доаѓа муштери од многу етнички групи во тој град, а воедно и видни личности како градоначалниците на Маркам Тони Роман и Френк Шарпети, со кои беше, како што вели тој, и беа како пријатели. Со населување на многу македонци во градот Маркам се дојде до идеја да се изгради нов духовен храм, така да благодарение на организацијата Обединети македонци од Торонто, кои претходно имаа регистрирано за градење на друга црква, кои мислеа дека ќе биде во паркот на организацијата, им ја дадоа регистрацијата на македонците од Маркам со името Свети Димитрија Солунски.
Така да, веднаш се зафатија за изградба на овој црковен храм, иако и со притисоци од грчка страна, но благодарение на добрата комуникација меѓу карапалевски градоначалниците на Маркам, се постави камен темелникот на Свети Димитрија Солунски и во рок од една година се изгради црквата. Всушност, Свети Димитрија Солунски е првата црква во Северна Америка што во една година се изгради и освети, но покрај другите со право ќе кажам големо влијание имаше и Симе Карапалевски. Како чермен во негово време беа собрани $160,000. Овој наш македонец 30 години активно работеше, се разбира, доброволно во оваа црковна општина под негова контрола. Исто беше втор подпредседател, а прв благајник на управите, а и прв председател кога се освети црквата. Веднаш во негово време, во неговиот мандат се почна да се одбележува и празникот на македонската нова година и Василица, се правеа фестивали на Илинденскиот пикник, секогаш се појавува со богато јадење за присутните, а приходот беше помош за црквата. Што значи Симе Карапалевски и во другите управи, но и како председател на црковната општина Свети Димитрија Солунски во Маркам има многу допринесено. Меѓутоа, тој вели дека голема заслуга имат и женските секции во време на неговиот мандат, како и неговата управа за добрата соработка меѓу нив. Симе Карапалевски беше и благајник на Преспанското друштво, каде има помогнато за цркви во Преспа со собирање на парична помош, давање во село Подмочани, Болно и неговото родно село Шурленци, а исто така е што во црквите Свети Климент Охридски, Свети Димитрија Солунски, Света Недела и Светилија е запишано името на Преспанското друштво на поедна од фреските, додека пак за црквите Свети Наум Охридски во Хамилтон, Света Мала Богородица во Кембридж и Свети Никола во Виндзор парична помош. А за македонските медиуми исто имат дадено во Торонто, а тој лично со својата сопруга помагаше и помага за радиочасот Глас од Македонија. Додека овде малку направиме некоја корекција, сепак да одиме со следната песна што нашиот техничар ја вклучи.
Симе Карапалевски никогаш не ја запостави ни својата фамилија, која е одлика на речиси секој наш македонец. Грижата и љубовта кон својата фамилија, а посебно кон неговите 4 внучиња е очевидна, зашто тој со неговата сопруга Лиля и во пензионерските денови сака да им посвети внимание на нив. Тој сака и да излезе и на кафе со своите сонародници, да размени мислење, посебно за настаните што се случуваат во светот, а најмногу со ситуацијата во Македонија, кој е обседнат, загрижен како и секој речиси македонец. Карапалевски не може да премолчи на неправди. Отворено ќе го каже она што го мисли, но со позитивна критика, без да се загрижува како ќе му биде возвратено, зашто тој е таков карактер и така сака да остане. Меѓутоа пак Симе Карапалевски не сака делби меѓу македонците. И како што вели, ако мајка ми е од едниот дел на Македонија, од Мала Преспа во Албанија, а многу мои најблиски долги години не сум ги имал видено, пак мојот татко од Република Македонија, а Симе пак во трета држава во Канада, каде пак неговите деца па и внучињата растат како и многуто од нас со други националности. Тоа него го прави повеќе да помага за македонската кауза, зашто само така, на таков начин, ако не може поинаку да го исполни аманетот на неговите покојни родители.